Во основа, Сабајлево беше едно големо охрабрување за нас. Факт е дека за успех треба и малку среќа и мислам дека имаме среќа што пресвратот во Македонија коинцидира со период на зголемено политичко внимание од земјите членки кон Балканот и тоа создава една можност што мораме да искористиме. Кажав што успеавме досега да направиме низ еден-два конкретни примери. Спомнав дека падна првата пресуда за случај на СЈО и неколку други работи. Кажав дека имаме план пред да заврши оваа година да испорачаме во неколку клучни области, како на пример правната рамка во делот на реформата на системот на прислушкување, разузнавањето значи, еден или барем еден сегмент од тоа, стратегијата за реформите во правосудството. Мислам дека е многу важно два закона да поминат во собранието. Оние, тоа се амандмански во два, меѓутоа за една работа се работи, укинување на Советот за утврдување на факти и законот за заштита на сведоци. Мислам дека е важно да се објави извештајот за АКМИС системот, она што е досега направено, со некои конкретни препораки што со диагнозата, што со тој резултат. Мислам дека е многу важно да дадеме завршени, важни чекори, за да и помогнеме на комисијата и да си помогнеме себе во убедувањето на земјите членки. Често се гледате со вашиот колега Никос Кодзијас. Веќе наредната недела се најавува дека можеби ќе има нова преговарачка рунда, прва по подолг период помеѓу двете страни. Што има на овој план, што станува околу суштината за прашањето за името? Во основа, ова е, веројатно, мислам дека нема тука дилеми во нашата јавност, еден од нашите најголеми предизвици. Наше е да работиме на создавање клима каде што ќе биде се потешко и потешко да се држи затворена Македонија. И во таа насока се и овие средби. Важно е постојано да упатуваме апел дека Грција како голема земја, споредбено во нашиот регион, стара членка на НАТО, стара членка на Европската Унија, може многу да направи ако инвестира во овој толку значаен момент за Република Македонија. Фактот што практично он се реши да присуствува на денешниот работен поедок, кој што во основа беше во неформален еден формат група пријатели на Република Македонија, мислам за прв пат досега е добар сигнал. Нема да биде лесно, меѓутоа големите нешта не се лесни.